Добри дојде во студио за професор Љубомир Фрчковски. Добре, најдов. Професоре, најновите информации вела дека претседателот на лустрацијска Томе Аџиев планира во понеделник, значи задутре, на дневен ред да го стави вашиот случај. Очекувате ли такво нешто? Па не знам, не очекувам ништо, ниту посебно се грижам околу тоа. За мене лустрацијската комисија и законот за лустрација во делот на неговото важење после 91 е неуставен. Тоа 100 пати сум го кажал, основа нелегитимен. Некој го нарекува тој криминален во таа смисла. И секој чесен граѓанин има обврска да го игнорира таквиот закон, независно од активностите на власта, и ја го игнорирам во таа смисла. Може да прават, имаат се во своји раце, може да прават што сакаат. Така што ова се случува втор пат. Прв пат пред претходната одлука на Уставниот суд, кога им се чинеше дека ќе биде исто поништено важењето после 91 година на законот, побрзаа да направат случај од мене и потоа тоа нешто пропадна, не знам зашто. И потоа сега пред ова ново укинување на законот, повторно им се чини дека ќе го пропуштат тоа, односно задачата валјда нема да ја остварат, и повторно го ставаат тој 90-та некоја седница обновљаат, кај што имало некаков мој случај. Меѓутоа, како да ви кажам, тука немам што да правам, ниту ме посебно ме интересира тоа. Добро, нема дилеми. Освен критичарите во Македонија, опозиција, интелектуалци, дел од медиуми, се согласуваат дека стана збор за ужасна политичка одмазда и Стејт департментот на најновиот извештај вели тоа е пресметување со политички неистомисленици, токму лустрацијата. Зашто вас ви се одмаздуваат? Што велите вие? Па гледайте, они имаат, ВМРО-вците имаат еден генерален комплекс, тоа се гледаше према црната пропаганда со Бранко Црвенковски, исто така. Они имаат неколку луѓе кои ги сметаат, во однос на кои се сметаат за суштински инфериорни, и во овој делов на креација на уставните акти, Охридски договор, целата тие фундаменти на новата македонска држава, има една голема сенка која јас фрлам врз нивните нови полуинтелекти кои ги прават како бројлери по новите факултети, и они сакаат административно да се пресметаат со таа генерација, помлади луѓе од таа област, која сега ние сме во некакви зрели години, не овие постари си отидоа во пензионирање, така биолошки чисто. Меѓутоа, помладава генерација се уште им пречи, тие не можат да станат нормални, не можат да станат важни под наводници, додека сме ние активни некако, дури ништо да не збориме. На голема сенка фрламе без нив. Нивните професори, велам овои полуинтелекти што ги создаваат, не може да пркнат. И они очекуваат од државата, од владата, нас некако да не замолчи, да ни етикетира, да може да ни кажат ајбе, вие не зборите, вие сте лустрирани, да речеме, или вие се бавеле со приватизација, нешто така, некоја дисквалификација. Предавници сте, да. Нешто предавници. Околу името, да. Треба некоја дисквалификација за да можат да го освојат тој интелектуален простор и да речат, види, ние конечно сме потврдени, ние сме важни, нас не бидува. За тоа е проблемот. А штета дали правите голема со вашите критики? Па не знам, мене тоа не ме интересира на нив. Дали тоа нив им е важно, дали им е мене единствено што ми е важно е македонската јавност, тоа секогаш ми е било важно, и вистината во неа, правдата во неа. Ние не смееме да заборавиме што е зло, што е добро. Во целата ова каша што ни ја прават. Мора да кажеме нешто, кажеме ова е добро. Владата го тера ова, можеби ќе наметне злото да стане добро, меѓутоа ние ќе знаеме. Тоа е лошо, ова е добро. Се во таа смисла интелектуалците имаат суштинска улога. Тоа е улога која некој чувствува, некој помалку ја чувствува, али мора да останеме да знаеме што е добро, што е лошо. Кај законот за лустрација, они, да речеме тој пример, они 3 пати бестијално го повторуваат што е невиден систем на понижување на Уставниот суд и на собствените институции, само со намера, политички да се одмаздуваат, после 91 они немаат друг таргет освен мене. Таму нема некој друг, не. Мислам дека има еден случај, некој инспектор, нешто Битола, нешто после 91. Они се воздржуваат, они сакаат тоа да го направат во таа смисла, да го искористат законот за во таква политичка пресметка, тоа е приказната јасна, и ја жртвуваат државата. Сега, ние испаѓаме идиоти пред Венецијска комисија, пред Советот на Европа, пред ништо не име гај. Државата бламираат генерално дека законот важење негово после 91 значи
дека ние сме биле под еден идеолошки режим во тоа време. И полицијата не се променила, продолжила да работи како во комунизмот. Тоа сака да кажат. Меѓутоа, они индиректно го понижуваат Никола Клюсев, премиер на експертската влада. Еден од столбовете на ВМРО. Владата на левиот центар со СДСМ, па владата на десниот центар со Љупчо Гревски, ВМРО ДПМН. Па потоа заедно меѓу нив коалиција. Па потоа уште една се нареди. Се сите од политичкиот спектар се нареди. Освен владата на Груевски. Да, невозможно е тоа да продолжило и државата да била под едно влијание, а полицијата при тоа да не се променила. И тука елементарни информации, некои од нив ме прашаат сега прв пат, па добро, кога беше донесен законот за внатрешни работи, што вие промените? Ние немаат елементарни знаења. Значи, МВР, прв меѓу органите на управа, 92 година, донесе нов закон за внатрешни. Потоа, на основа на тоа, тоа е многу интересно и важно за нив, се изменија актите подзаконски за работа на државната безбедност, и што е најважно, државната безбедност и разузнавањето се поделија. Значи, разузнавањето отиде кај председателот, контраразузнавањето остана како посебна единица во МВР, значи се ослабна системот структурално како треба и за него важеше следната операција. Значи, сите активности на ДБК се водеа по ново назначени линии. Се они тоа не го знаат, замислете. А работат лустрација. Значи, сите ова што беше работа против поредокот, тоа идеолошка момента, односно конфузија на комунизмот, класични линии имаше, значи екстремизам, бугарски екстремизам, грчки екстремизам, српски екстремизам, албански екстремизам, фундаментализам во смисла на религијски екстремизам. Тоа е класика на работа на ДБК секаде. И сите се преуредија согласно екстремизмот, што е карактеристика од претходниот систем. Екстремизам значи употреба на насилство во промоција на политичката идеја. Значи, само тоа службата го напаѓа. Не е различната идеја, да речеме федерализација за Македонија, бугарски екстремизам. Не, употреба на насилство за промоција на федерализација на Македонија, тоа методите се е опасно. важни, не идејата. И во таа смисла службата се престои. Ако злоупотреби секој има, ако некој инспектор нешто спротивно тоа работел, после 91-а, вие го гоните кривично него, не го лустрирате, си му правите кривична пријава за злоупотреба на службена должност и властувања, чисто, поедноставно решение нема. Намерниот однос тоа да не се прифати, да се понижи државата во таа смисла, не гледаат као чудо. Например, Венецијска вели вака: вашата држава е членка на Советот на Европа. Советот на Европа нема ни еден коментар дека вие сте посебен случај за да примените лустрација после 91-а. Нормални извештаи за вас има, вие нормални сте ги прифатиле демократски. Зашто тоа го правите? Прашал. Немаат одговор. Они го прават само за политичка пресметка и се жртвуваат на тоа. Тоа е страшно, мислам. Во таа смисла е тоа страшен гест. Велите не ве засега премногу. Што е полошо, дискредитација или затвор? Прашувам, ова има еден пример во Русија, во Путиновска Русија. Денешна пред некоја недела започна еден судски процес на една председателка на невладина организација се вика Глас. И таа вели, мене подобро е да ме затворат, отколку што ме дискредитираат. Тоа е најужасното во вакви тоталитарни режими. Да, меѓутоа, не можат они да ве дискредитираат. Они можат да ви налепат нешто, и јас тоа искуство го имам. Ке ви налепат, например, продажба на име за $1.000.000 или куферчето познато. Да. Сега, они го влечат тоа, го користат, таа лага ја конструираат. Меѓутоа не можат, ограничена е можноста да ве оштетат кога вие во таа смисла сте, да речеме, чесен, активно учествувате, честно. Не може тоа, не можете да се зацкриете ако имате тој вид на злодела направено. Во овој случај нападите можат да се лепат, некои се непријатни. Непријатни се повеќе заради луѓето што го окружуваат, фамилијата што мора да им објаснувате што е, отколку за мене ми е јасно тоа. Меѓутоа не функционираат, го трошат, тој потоа не им функционира дополнително тоа. Моето влијание, например, ако зборуваме отворено, посилно во главном со сите нивни напади во тој период кога неколку души останавме да збориме, отколку во претходниот период. С нив не име доста сами да работат, да се покажат, тој простор има отворен, имаат своји медиуми, може што сака да прават, може да избираат своји професори. Не, они сакаат некое индиректно признавање од нас. Ние да кажеме добро, вие сте добри.
Значи, чудна е таа мазохистичка вмроштина. Они сакаат во нашите очи да они бидат добри. Затоа се закачени, залепени за Бранко, за мене, за неколку уште, за Милчин, за Сорос. Они очекуваат ние индиректно да речеме добра бе, бива. Еве, ко нас те да речеме. Чуден е тој инфериорен синдром, меѓутоа во секој случај пречи затоа што демократската атмосфера ја целосно е у пропаст.